Македонска крвава свадба. Македонска крвава свадба за прв пат е поставена на сцена 1900 година. Инспирација за пишување на драмата е вистински настан, прочитан во весник. Според жанрот, таа е битово-социјална трагедија. Темата во драмата е љубовта на двајца млади, Цвета и Спасе, која не може да се оствари заради самоволието на турските владетели Османбек. Идејата пак е да се прикаже тешкиот живот на македонскиот народ во последните години на турското владење. Композицијски драмата е градена класично во 5 дејствија со експозиција, заплет, кулминација, перипетија и расплет. Таа е драма на конфликтот, судирот. Како битово-социјална, јасно е дека во драмата е прикажан начинот на живење на македонците и нивните обичаи. На нива се пеат жетварски и комитски песни, јазикот е народен, испреплетен со народни поговорки, на свадбата ги имаме обичаите на земањето на невестата, исто така проследени со песна, потоа верувањето во сонови и нивно толкување. Во драмата е прикажан судирот меѓу доброто и злото, меѓу поробените и освојувачите, меѓу сиромашните и експлоатирани селани и богатите паши и бегови кои се претерано самоволни. Во експозицијата на драмата, прво дејствие, е прикажан тешкиот кулучки живот на македонците кои по цел ден работат на нива. Представена е и љубовта меѓу жетварката Цвета и овчарот Спасе. Мирната работа и љубовната идила ја прекинува доаѓањето на Османбек, господарот на чифлигот, со своите вооружени слуги. Тие насила ја грабнуваат Цвета за харемот на Османбек. Заплетот, второто дејствие, го следиме во домот на Цвета, каде се наоѓаат старите баба Кузманица и дедо Кузман и стрината Митра со незините ситни деца. Во куќата доаѓа турчин, кој искористува положбата на господар и ги малтретира старците барајќи од нив вечера, а да го служи младата снаа. Кулминацијата, трето дејствие, се случува во харемот на Османбек. Тој и ветува на Цвета убав и богат живот, ако доброволно се потурчи и остане кај него. Но таа револтирано го плеснува по образот, бранејќи ја својата чест. Потурчените македонки, Крста и Петкана, ќе треба да ја убедат Цвета да попушти, иако и тие самите не се уверени дека тоа е добро. По нивниот неуспех, Селим Оџа со билки ја замајува свеста на Цвета. Под водство на Дуко, братот на Цвета, и Спасе, како и другите роднини и блиски, групата се собира пред сарајот на Османбек и протестира за грабнувањето на девојката. Затоа што на тој начин не можат да ја вратат, тие случајот го пријавуваат кај битолските консули. На нивно барање ја претресуваат куќата на Османбек, но тој девојката ја скрил. Перипетијата, четврто дејствие, е судскиот процес во Битола во присуство на Цветините блиски и на странските дипломатски представници. Цвета под дејство на наркоза изјавува дека доброволно и од љубов избегала за Османбек. Но во последен момент таа се освестува и ја кажува вистината. Неа ја ослободуваат да се врати дома со родителите, но Османбек не може да се помири со поразот и ваквото навредување на неговата суета. Расплетот, петто дејствие, е свадбата на среќните младежници, проследена со сите обичаи. Тие се надеваат дека ќе се оствари нивниот сон да бидат заедно, но веселбата ја прекинува Османбек со неговата придружба. Тој повторно сака да ја грабне Цвета. Османбек најпрво го убива Дуко, а потоа настанува крвав хаос во кој Цвета успева да го убие Османбек, а Шефкија ја убива Цвета. Последните зборови во драмата се незини. Умрев, ама турчинка не станав. Како драма на судирот, сите ликови во неа се представени црно-бело, како представници на едната или другата страна. Од една страна се сиромашните македонски селани кои кулучат на нивите од поробувачите, но иако се поробени, се борат да ја зачуваат честа, името, верата, обичаите, самобитноста и гордоста
а на друга страна се поробувачите на чело со Османбек. Односно, сите македонски селани се представени позитивно, како честни, мирни, достојни, а турците поробувачи негативни, како злосторници, насилници, убијци. Цвета е млада, убава девојка која е принудена да работи на нива поради сиромаштијата. Таа е влюбена во Спасе и сака да ја оствари љубовта. Иако и се нуди убав и богат живот, таа не сака да го погази своето достоинство и да се продаде. Непокорна е во своето решение, храбра во постапките кога му се спротивставува и му удира шлаканица насилникот, честна и верна на својата љубов, но и на својот народ и вера. Кај неа расте одлучноста, што на почетокот се јавува само како идеја да го даде животот, но не и честа. На крајот, одбранувајќи ја својата слобода, навистина го дава животот, истрајувајќи на своето. Турчинка не станува. Осман Бек е представник на поробувачите, насликан целосно негативно. Тој е неприкосновен господар кој не прифаќа некој да му се спротивстави, па дури и поголемите од него. Пресудата да ја ослободат Цвета. Тој смета дека е господар на се, на нивите, ливадите, добитокот, па и на луѓето. Затоа тој ја грабнува Цвета, сметајќи дека треба целосно да му припаѓа, како што му припаѓаат и други македонски девојки во харемот. Тој со сите насилнички средства сака да го добие она што мисли дека е негово. Толку е суетен и осветољубив што оди повторно да ја грабне Цвета. Дуко е представник на помладата и понапредна генерација. Тој не сака да ги пее старите песни, туку новите, комицки. Неговото размислување дека сестра му треба сама да си го одбере момчето, а не родителите, е помодерно и понепатриархално. Тој во себе носи нешто револуционерно. Со немирен дух е и му се спротивставува на насилникот. Дуко ги поведува луѓето да ја бараат правдата за неговата сестра, па дури е подготвен со сила да врати на силата. Сака лично да влезе во сарајот на Османбек, да се пресмета со него, да ја ослободи сестра си и на тој начин да ја истера правдата. Неговата решителност, храброст и подготвеност веднаш да реагира ќе резултира со смрт. Османбек прв ќе го убие него. Спасе е сличен на Дуко, подготвен да ја одбрани неговата сакана. Ги мрази насилниците, особено зашто се сеќава на смртта на татка си кој е убијан од турски силник. Иако во драмата Дуко е поизразито револуционерен, на крајот Спасе останува жив, го напушта селото и оди во планините за да им се придружи на комитите.